Кина неодамна им дозволи на своите семејства да имаат најмногу 3 деца. Промената во мај дојде само 5 години откако ја зголеми границата на 2, напуштајќи ја контроверзната политика за едно дете. Меѓутоа, по повеќе од 35 години политика за едно дете, влијанието на овие неодамнешни промени најверојатно нема да се почувствуваат наскоро во Кина. Политиката за едно дете, најстрогите политики за планирање семејство во светот, имаше далекосежни ефекти врз кинеското општество. Кога стапи на сила кинеската политика за едно дете, населението рапидно растеше, а комунистичката партија веруваше дека растот го подкопува економскиот развој. Новата политика ги ограничи повеќето парови на едно дете. Тоа беше строго спроведено преку парични казни, како и принудни абортуси и стерилизации. Нејасни ефекти на законот се неурамнотежен сооднос на половите. Поради вековната предност за момчињата, некои семејства абортираа женски фетуси, ги дава девојчињата на посвојување или извршуваат чедоморство. Неизбалансираниот сооднос на половите донесе низа проблеми, вклучувајќи вишок ергени, епидемија на осаменост и трговија со жени од други азиски земји. Политиката за едно дете исто така доведе според намерата до помалку раѓања. Кинеската влада вели дека политиката спречила дури 400 милиони потенцијални раѓања. Демографите сепак забележуваат дека просечната стапка на раѓање во Кина опаднала од 1980 година. Демографите велат и дека без политиката за едно дете наталитетот би продолжил да опаѓа, иако не е јасно за колку. Намалувањето на наталитетот навремено доведе до друг потенцијален проблем за владата – старење на населението што ја затегна економијата. Бројот на луѓе на работоспособна возраст се намали како што се зголеми бројот на оние над 65 години, што ги оптоварува пензиските и здравствените системи. Како одговор, комунистичката партија ја олабави политиката за едно дете од 2016 година, дозволувајќи им на повеќето семејства да имаат по 2 деца. По промената раѓањата накратко се зголемија, но порастот беше проследен со пад што продолжува и денес. Семејствата ги наведуваат високите трошоци и долгото работно време како причини да не сакаат повеќе деца. Друга причина е да се грижат за постарите родители без помош на браќа и сестри, друг ефект на политиката за едно дете. Понатамошното заострување на проблемот со новите општествени норми, обликувани од децениите на политиката за едно дете, фаворизирајќи ги помладите семејства. Последниот попис на Кина покажува дека населението продолжува да старее, што доведе владата да дозволи до 3 деца по семејство. Пописот, објавен во мај, откри рекорден број на мали раѓања. Податоците исто така покажуваат дека процентот на луѓе на работоспособна возраст продолжува да се намалува. Кинеското министерство за труд предвидува дека процентот може да се намали на 50% од населението во рок од неколку децении. Во исто време, процентот на постари кинези се зголеми во изминатата деценија. За да ги охрабри поголемите семејства, владата вети дека ќе понуди поголема поддршка за паровите, но понуди неколку детали. Комунистичката партија исто така рече дека постепено ќе има и нови возрастни граници за пензионирање, создавајќи дополнителни општествени промени. Моменталното население на Кина е 1,4 милиарди. Се очекува да го достигне врвот во 2025 година, пред да се намали.